Општина Тетово традиционално го одбележа 24 мај, денот на просветителите Кирил и Методи, ден на сите просветни работници кои со својата професија се нивни следбеници и го продолжуваат ширењето на писменоста на своите ученици. Градоначалничката Теута Арифи во својот говор пред присутните истакна дека општината со оваа свеченост дава придонес името и делото на браќата Кирил и Методи вечно да се паметат и да се пренесуваат на идните генерации. Чествувањето на сесловенските просветители треба да биде празник на културата, солидарноста и единството на сите словенски народи. Та исто така додаде дека за напредокот на образованието во сите училишта во Тетово говори фактот на освоени безброј награди на учениците на општински и на регионални надпревари, како и дека во образовниот процес се воведува дигитализацијата. Признанија за нивната успешна работа добија неколку просветни работници од тетовските училишта. Додека плакета за развој на образованието и промоција на градот Тетово прими директорот на Средното стручно училиште Моша Пјаде, Небојша Трпковски. Голема чест, но и одговорност е да се биде менаџер на институција со долга традиција. Менаџерот се памети не по неговата личност, туку по трагата што ќе остави во институцијата. Затоа, минатиот период, работевме да допринесеме во развојот на училиштето и локалната заедница. За 4 години реализиравме 20 Еразмус плюс проекти. Наши наставници, ученици учествуваат на работни посети во многу земји во Европа. Како амбасадори ја представивме достојно нашата држава и нашиот образовен систем. Стотици европејци дојдоа во Тетово и се запознаа со гостопримството на нашиот народ. Ова немаше да успее доколку ја немавме поддршката. Затоа, во името на училиштето, најпрви се заблагодарувам на општината за безрезервната поддршка во функционирањето и работењето на училиштето. Благодарам на вработените наставниците за нивниот ангажман. Им се заблагодарувам на родителите, бидејќи индиректно се вклучени во нашата работа. Но најмногу благодарам на учениците, за кои и без кои немаше да ги има овие активности. Ветуваме дека нема да застанеме. Земјоделско не е само име, земјоделско е бренд. Свеченоста организирана по повод празникот ја збогатија настапите на женскиот младински хор Менада и на ученици од музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец. Расте бројот на предвремено родени бебиња. Ова е тренд кој го има во целата земја, а го потврдуваат и од гинеколошко-акушерското одделение на Гостиварската болница. Гинеколозите сметаат дека состојбата е загрижувачка и дека треба да се преземаат мерки за нејзино надминување, во однос на поголема дисциплина на трудниците, подобра соработка меѓу пациентките и матичните гинеколози, поредовни контроли и слично. Токму во овие сегменти ги посочуваат и причините за предвремените раѓања. Во нашето одделение малку забележуваме предвремени раѓања, што означува едно загрижување на ниво на државата. Сега причините се многу бројни, јас само можам да напомнам дали тоа ќе е лошата исхрана, дали е не добрата комуницирање матичен доктор, гинеколог со пациентката, или има социјални причини, има ли некои други причини, тие не можам јас сега да ги наведнувам, но како и да е,
има едно пораснување на бројката на предвремени раѓања, кои некои, ако се до 35-та, 36-та недела, ги задржуваме тука, а другите се препраќаат во терцијарна здравствена установа. Податоците покажуваат дека од вкупниот број на породувања, околу 5% отпаѓаат на предвреме родени бебиња. Конкретно во Гостивар, лани 37 мајки се породиле пред време. Од нив 17 после раѓањето биле испратени на клиниката во Скопје, каде што постојат соодветни услови за третман на предвремени новороденчиња. Искршени, неисправни и руинирани тоалети, дотрејане мебел, простории како од 19 век. Вакви слики доби нашата редакција од тетовските пожарникари кои сакаат да останат анонимни. Велат дека подолг период се соочуваат со стара и дотрајана опрема за гасење на пожари, но и условите во објектот на територијалната противпожарна единица Тетово, каде најчесто се одмораат после гасењето на пожарите, се катастрофални. Од општината постојано ни велат дека ќе одвојат пари за реновирање на објектот, но и за опрема, но ситуацијата е се полоша. Се сноѓаме сами од водните цевки ни поменуваат над плочки, паднати се дел од зидовите, инсталацијата е лоша, ама никој ништо не презема, велат тетовските пожарникари. На денот на пожарникарите 20 мај, кој беше одбележан во кругот на територијалната противпожарна единица Тетово, од независниот синдикат на пожарникарите, реагираа немање на услови, но и опрема за работа, но исто така и неисплата на дневници за дополнителна работа. Не е во целост исплатен додатокот за плата, а тоа е прековременна работа, потоа работа во празник, нереална процентуална исплата. Воедно, не се добро пресметени работите во смени, а тоа прави тоа на месечно ниво, односно онака како што извештачено во нашите судски постапки е околу 200.000 денари за 3 години што им се дужи на пожарникарите. Тетовските пожарникари после подолг период добија нови униформи, но тие се уште гасат со стара и дотрајана опрема, која е донирана претежно од странски донатори. Таква беше и последната донација. Се работи за противпожарни скали кои се донација од странство. На скалите пишува дека се произведени во 1963 година. Како оваа донација, така и другите кои ги добива тетовската противпожарна единица се дотрајани. Денеска околу 4 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е пукање со огнено оружје на свадбена веселба, која била организирана во дворот куќа на улица ЈНА во Гостивар. Набрзо по пријавувањето лишен од слобода 35 годишен гостиварец, кој се сомничи дека пукал и од кого е одземена полуавтоматска пушка и 5 маневарски куршуми. Извршен е увид додека осомничениот задржан е за натамошна постапка. На Тетовско-гостиварското подрачје и оваа недела продолжуваат засилените сообраќајно-контролни активности. Во текот на вчерашниот ден биле вкупно откриени 96 прекршоци, од кои 47 во Тетово и 49 во Гостивар. Меѓу овие прекршоци 14 лица ги управувале возилата без положен возачки испит, 11 возила биле со истечена регистрација, 17 непрописно паркирани, додека 16 возила, односно возачи, не почитувале првенство на минување. Сите вчерашни прекршоци соодветно заокружени се со 47 прекршочни и 49 мандатни платни налози и прекршителите ќе се соочат со законски предвидените санкции. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека донел одлука за разрешување на сите председатели на општинските ограноци на СДСМ. Одлуката се разрешуваат сите председатели на општинските ограноци на Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да им се заблагодарам на сите за активноста, работата, служењето на граѓаните како представници на локално ниво на најголемата владеачка партија, на сите оние председатели на општински организации каде што се победи на изборите. Апелирам да бидат повторно кандидати, нека се кандидират на следниот конкурс. Веќе уште едната седмица ќе биде објавен во постапка. Следуваат следните чекори во делот на промените, како ќе се несат, така ќе ги објавуваме до граѓаните и до јавноста, токму преку вас медиумите, како што реков.
почетокот на јуни или првата половина на јуни ќе се случуваат промените во општествениот сектор, а тоа се јавните предпријатија, министерствата, владата и сите владини институции. Пратеникот Павле Богоевски денеска поднесе оставка од функцијата за време на комисиската расправа за одземање на мандатот на поранешниот премиер Никола Груевски. Богоевски порача дека донел таква одлука, бидејќи го почитува гласот на јавноста. Почитувана јавност, гласот за одземање на мандатот на Никола Груевски ќе биде мојот последен глас во ова собрание. Оваа одлука ја донесов веднаш по скандалот во моментите кога се само пријавував во полиција. Фактот на денот е дека без разлика на причините за набавката на маслото од канаби за моје блиско лице и на никој од вас не ги посакувам тие причини, јас сум сторил незаконски акт. Тоа е првата работа. Втората работа, мојата пратеничка функција, за жал, може да се перцепира дека ќе влијае врз постапката која органите ја водат за нелегалното снимање, но и против мене за набавката од канабис, односно постапката која што јас ја инициирав. Не би сакал мојата функција да влијае врз правосудните органи. И уште еднаш ќе искористам оваа прилика да ги повикам органите на прогонот целосно да го истражат настанот за мојата одговорност, но и за одговорноста за тие што противправно снимале и објавиле. Одлуката ја соопштувам сега, а не тогаш од две многу големи причини. Прво, мене беше многу значајно да учествувам до крај во процесот на реформата на разновачките служби, бидејќи тоа ми е интерес што ми е многу близок до мене и до мојата душа. А второ, оваа седница е причината зашто не соопшти веднаш. Чекав цела јавност да види колку далеко ќе отидете во вашата дрскост и да видат дека станува збор за хајка и за мерки и активности насочени кон заштита на вашиот премиер во бегство, Никола Груевски. Но гласот на јавноста беше повеќе од очигледен. Не може пратеник кој што се борел за правда и за еднаквост на правото без разлика на причините ги крши законите. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи денеска изјави дека одлуката на председателот Стево Пендаровски за именување на Еролд Муслиу за директор на Агенцијата за разузнавање ги вознемирила сите и ставила сенка на вчерашниот ден, кога собранието ги донесе реформите на безбедносните служби. Вчерашната одлука на председателот Пендаровски за назначување на директор на агенцијата не вознемири сите и стави сенка на вчерашниот ден кога собранието ја донесе реформата на безбедносните служби. Нашите информации дека одлуката е врз основа на недоволни информации и дека не е злонамерна. Меѓутоа ставот на ДУИ, тука зборувам како портпарол на ДУИ во моментот, е дека додека не се расветлат до крај Ивановските настани, ниту еден човек кој што бил дел од службите на Иванов не треба да биде начело на таквите сензитивни институции и затоа очекуваме дека во овој период председателот ќе собере повеќе информации и ќе рефлектира по однос на неговата одлука. Вчера се одигра и последното коло во Суперлигата од сезоната 2018-2019. КК Гостивар ја совлада екипата на Кожу во Гевгелија со резултат 85-89. Конечно, после 9-месечна борба и 30 одиграни кола, познат е распоредот кои екипи ќе се сретнат во полуфиналето на Final Four завршницата. КК Гостивар ќе игра со првопласираната екипа на табелата МЗТ Скопје. Металците имаа најдобар резултат сезонава и заслужено се најдоа на врвот од табелата, позиција која носи предност од домашен терен во полуфиналето. Полуфиналето се игра до 3 добиени надпревари. Втората полуфинална двојка се Работнички и Блокотехна. Според распоредот на Македонската кошаркарска федерација, првите надпревари треба да се одиграат на 26 мај. Да се подсетиме дека на 30 мај 2000 година, тогаш под името КК Николферт, Гостивар ја освои првата кошаркарска титула во својата историја. Сега, после 19 години, КК Гостивар започнува нова битка во борбата за кошаркарски шампион.
Денес имавме сончево време со умерена облачност. Температурите се движеа во интервал од 9 до 24 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево време со умерена облачност и со слаб западен ветер. Попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во западните делови. Температурите ќе се движат во интервал од 9 до 21 степен Целзиусов.